Благодарам. Почитуван председател на владата на Република Македонија, почитувани министри, заменици министри, почитувани колеги пратеници, би сакала да го искористам моето деловничко право и да поставам 3 пратенички прашања. Првото мое пратеничко прашање ќе биде упатено до министерот за здравство, кој што очигледно не е тука, ќе го упатам до заменик министерот за здравство. Второто мое пратеничко прашање ќе биде до министерот за внатрешни работи господинот Оливер Спасовски и третото до министерот за животна средина и просторно планирање, но исто така може, доколку не е тука, да ми даде одговор министерот за транспорт, врски и екологија. Почитуван заменик министер за здравство, веќе влегувате во 3-та година заедно со министерот, како го имате по мене едно од најважните министерства во владата на Република Македонија, бидејќи носите политики и стратегии кои што се исклучително важни и се поврзани за здравието на граѓаните. Но за жал во вашиот мандат пациентот е ставен на сериозно ниско, незавидно ниво. И искрено, овај мандат Министерството за здравство се користи на некој начин само како алатка, од каде што ќе треба да се обезбедат дополнителни суми средства, кои што ќе се искористат за незнани цели или ќе завршат во одредени джепови. Вие како заменик министер, заедно со министерот за здравство, сте должни одговорницата на Собранието на Република Македонија да им дадете одговор на прашањата на граѓаните, кои што до нас постојано стигнуваат од нив, а кои што се поврзани од една страна за нивната здравствена услуга, која што треба нели да биде квалитетна, и од друга страна должни сте да дадете отчет за потрошените народни пари, за што министерството ги троши, за какви цели и на крајот да кажете во чии джепови тие завршуваат. Голема заинтересираност, почитуван заменик министер, предизвика сумата која што планирате да ја потрошите за новиот клинички центар и искрено во контактите со граѓаните знаете што не викаат. Што чудо ќе да беше ова, каков клинички центар ќе биде тоа. И знаете што одговарат? Да не случајно некој си чудо од вселената, да не биде како вселенски брод кој што ќе лебди во просторот, па наместо болните пациенти да доаѓаат до клиничкиот центар, може би тој ќе се движи до Штип, до Струмица, до Охрид, до Струга, таму каде што е потребен. Затоа што се работи за 480 милиони евра, почитуван заменик министер, средства, народни пари, кои што треба да бидат потрошени за изградба на овој клинички центар. Знаете, во минатото, кога се работеше за 120 милиони евра претходната влада, кога требаше да го изгради, мислам беше пред фаза на отпочнување, тогаш Социјалдемократскиот сојуз кажуваше, па за злато да беше покриен и немаше да кошта 120 милиони евра. Сега вие барате 4 пати повисока сума, 480 милиони евра, а не верувам дека за 4 пати ќе ја подобрите здравствената услуга, бидејќи во овие 2 години покажавте дека не могли сте тоа да го направите. Сакам да им одговорите на граѓаните. Прво, да ја кажете реалната сума, колку овој клинички центар ќе кошта, бидејќи граѓаните не пијат мастило, почитуван заменик министер, многу точно знаат колку метри квадратни градежен материјал влегува, цената на градежниот материјал и така натаму. Второ, сакам да им објасните на граѓаните каде планирате тие 360 милиони евра, во чии джепови или зашто би ги искористиле. И ме интересира да ми кажете кога ќе отпочне со градба, значи целата таа методологија и кога планирате да се заврши. Второто мое пратеничко прашање го упатувам до министерот за внатрешни работи господинот Оливер Спасовски со оглед на секојдневните јавувања од граѓаните. Министер, граѓаните во Република Македонија не се чувствуваат безбедни. Така ни кажуваат. Прво, не чувствуваат безбедност за нивните деца кои што секојдневно се движат по улиците, после за нивната безбедност и на крајот за безбедноста на нивните имоти. Викаат по улиците владее законието на криминалот наместо законието на полицијата. Полицијата е невидлива, бидејќи едноставно ја нема во сите оние секојдневни дешавки кои што се среќаваат или се случуваат на улиците. Како ќе оправдате бројката од 520 кражби кои што се случиле, почитувани граѓани, значи не на територија на Република Македонија, 520 кражби само на територијата на Скопје. И не во текот на цела година,
во текот само на еден месец или јануари, тоа во просек би дошло по 20 кражби на ден. А за жал учинокот на полицијата во решавањето или во сузбивањето на сите овие несакани дејанија е едва 2%. Уште е поинтересно што ја нема полицијата и сега граѓаните се сомневаат за поврзаноста со криминалците. Викаат, вака просто едноставно, кажуваат, да нема случајно некои дилови. Вие ќе го направите тоа таму и на тоа место, ние полицијата ќе се скриеме, ќе наведниме глава, ќе замижиме, едноставно тоа да не го видиме, ама ќе делиме 50-50. Ова е оригинално од граѓаните. Така ли работи Министерството за внатрешни работи, почитуван министер? За да не говорам напамет, ќе набројам само дел од она што се случуваше во минатиот јануари. На 1 јануари се евидентирани 3 разбойнички кражби, една кај хотел Белви со пиштол и нож и 2 во село Арачинова. Само 2 дена покасно, на 3 јануари, се евидентирани уште 2 кражби, една на улица Исаја Мажовски и една кај поликлиника во Чаир. Само неколку дена подоцна со пиштоли ограбена бензинската пумпа на Окта на автопатот Тетово-Гостивар. На 8 јануари со физичка сила и со потреба на нож е ограбена куќа во Сопиште и да не набројувам. Ограбена кладилница, објект приватен на Климент Охридски, ограбена облажувалница во Маđари, бензинска пумпа на Мак Петрол, ограбена банка, Кам маркет и така натаму и така натаму. Министер, немате контрола над овие криминални дејанија, едноставно како да не постоите, и многу е симптоматично кога се гледат кои се таргети на овие криминалци. Тоа се влажувалници, бензински пумпи, поимашни граѓани. Така да се поставува прашањето зошто токму се овие цели. Преседан после кој вие, како министер, требаше да си дадете оставка. Тоа се секојдневните случаеви за исчезнати наши граѓани кои што за жал нема ни една завршница. За случајот кој што се случи во Шуто Оризари, премолчивте детали за учесниците и нивните мотиви. И она што е врвот, тоа е случајот во Шутка од пред неколку дена. Или пак, што е многу поверојатно, што требаше да се заврши одредена нарачка, која што требаше да се изврши, со која што се сакаше да се испрати одредена порака. И што е битно за сите овие случаеви? Тоа е што само уште еднаш се потврдува дека во целиот овој случај кај вас преовладува или на преден план се политички мотивираните и монтирани случаеви. За жал никако правото и правната држава. Прашањето од граѓаните до вас е многу едноставно. Дали чувствувате било каква одговорност за сите овие настани, кои за жал некои од нив завршуваат трагично, бидејќи не стигнувате навреме да ги превенирате, а најмалку да ги санкционирате или решите? Дали се политички мотивирани? Од која причина? И ако чувствувате да е било каква одговорност, пред се човечка, зошто не сте дали оставка до сега од Министерството за внатрешни работи? И уште едно прашање, дали доколку бидете кандидат за председател, како консензуален предлог од вашите коалиции, вие ќе го напуштите столчето, министерското столче, како министер за внатрешни работи. Третото моје прашање е поврзано со еколошката катастрофа во Струга, и за која остануваат неми како локалната самоуправа, но исто така и централната власт, пред се Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за транспорт и врски, кое што не превзело никаква одговорност, никакви акции за да се стопира она што се случува сиот овај период во Струга, пред се со палењето на трските во Охридското езеро, кои што го доведуваат во прашање опстанокот на живиот свет во Охридското езеро, или Министерството за транспорт и врски, кое со ништо не доприносува да се спречи урбаното дивење во Охридското езеро. Значи не покрај крайбрежјето, не во негова непосредна близина, во самото Охридско езеро, почитувани граѓани, се случуваат градежни зафати.
Барам одговор од било кое министерство, дали се запознати со она што се случува во Струга, ако се запознати со ова скандалозна ситуација, дали планираат нешто да преземат. Ви благодарам. Пратеничката Илијана Затуровска постави